Ќе читаме од 5 глава, 21 стих, се до 6 глава, 9 стих. Посланието до Ефесијаните, 5 глава, 21 до 6, 9. Да, 1186 страна во Библијите. Да го слушнеме Господовото Слово. Покорувајте се еден на друг во страв од Христа. Жените да им се покоруваат на своите мажи како на Господа, зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос глава на црквата, и тој е спасител на телото. И како што црквата му се покорува на Христа, така да им бидат и жените покорни во се на своите мажи. Мажи, љубете ги своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа, за да ја освети, очистувајќи ја со водно капење во Словото, и да ја представи пред себе славната црква, која нема дамка ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. Така и мажите се должни да ги љубат своите жени како своите тела. Кој ја љуби својата жена, се љуби себе си, зашто никој никогаш не го замрзил своето тело, но го храни и го стоплува како и Христос црквата. Зашто ние сме членови на неговото тело, од неговото месо и неговите коски. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена, и двајцата ќе станат едно тело. Оваа тајна е голема, а јас зборувам гледајќи на Христос и на црквата. И така, секој од вас да ја љуби својата жена како себе си, а жената да го почитува својот маж. Деца, слушајте ги своите родители во Господа, зашто тоа е право. Почитувај ги својот татко и мајка, тоа е првата заповед советување, за да ти биде добро и за да живееш долго на земјата. А вие, татковци, не дразнете ги вашите деца, туку воспитувајте ги во науката и опомената на Господа. Робови, слушајте ги вашите господари по тело со страв и трепет во простота на своето срце, како Христа. Не служете само пред очите, како оние кои им угодуваат на луѓето, туку како Христови служители, кои од сета душа ја извршуваат Божјата волја. Служете доброволно, како на Господа, не на луѓе, знаејќи дека секој роб или слободен, ако направи нешто добро, ќе го добие тоа од Господа. А вие, господари, постапувајте исто така со нив, без закани, знаејќи дека нивниот и вашиот Господар е на небесата. И дека тој не гледа кој е кој. Амин. Овој ден, со Божја помош, ќе насочиме нашите мисли кон 5-та Божја заповед, која се наоѓа во Излез 20 глава. Тоа е на 89-та страна од Библиите и е во 12-тиот стих. И овој ден започнуваме со вториот дел на овие 10 заповеди. Знаеме дека првиот дел имаше 4 заповеди и како што кажавме и објаснавме, тие 4 заповеди беа заповеди кои што се однесуваат за нашиот однос кон Бог. И како што е сумирано, љубете го својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила. Тоа е сумацијата на тие 4 заповеди. Да немаме други богови освен единствениот жив и вистински Бог, да не си правиме идоли и да не им се поклонуваме, да го воздигнуваме неговото име, а да не го изговараме напразно, да не го користиме неговото име и неговиот карактер напразно. И четврто, последно што кажавме, беше за Господовиот ден и како тој треба да се празнува и како треба да го воздигнуваме и она што е негово, не треба да го крадиме од него. И сега доаѓаме до вториот дел на заповедите, кој што во првата проповед кажавме дека тие се сумација на тоа љуби го својот ближен како себе си. Тие
го објаснуваат тоа што значи да го љубиме ближниот, што значи да го сакаме оној што е до нас и сите луѓе околу нас. И тие се заповеди кои што не насочуваат да имаме добар однос со сите луѓе. И овие два дела, првиот и вториот дел, се тесно поврзани и не можеме да ги одвојуваме. Апостолот Јован во првото послание свое, во 4 глава, 20 и 21 стих, вели: ако некој рече, го љубам Бога, а го мрази брата си, лажец е, зашто кој не го љуби брата си кога го видел, не може да го љуби Бога кога не го видел. И оваа заповед ја имаме од него. Кој го љуби Бога, да го љуби својот брат. Така разбираме дека за ние да речеме дека ги пазиме овие 4 заповеди, мораме да го љубиме братот. Мораме оној што е до нас да го гледаме како Божјо создание и да го љубиме, да му помагаме, да се грижиме за него. Ако не го правиме тоа, тука јасно кажува апостолот Јован дека ние сме лажци, дека лажеме и воопшто не го љубиме Бога. Но воедно, истиот апостол, одма следните два стиха, во 5 глава вика: по тоа познаваме дека ги љубиме Божјите деца, кога го љубиме Бога и ги пазиме неговите заповеди. Во вториот стих на 5 глава. Така разбираме дека ниту пак можеме да ги љубиме ближните ако не го сакаме Бога. Тоа е тесно поврзано и тука се гледа и таа совршеност на заповедите. Тие 10 заповеди не се напразни и не се само нешто апстрактно, туку е реално. Ако го љубиме Бог, ги љубиме ближните, но не можеме да ги љубиме ближните ако не го љубиме Бог. И затоа првично, првите нешта се први. Треба да го сакаме Бог. Мораме. Ние како христијани мораме да ги пазиме тие 4 заповеди, но никако да ги оставаме овие 6 што следат. И овие 6 заповеди се одредби за нашиот општествен живот. Тие зборуваат за општествени правила, за мир и хармонија во едно општество. Најчесто и овие 6 заповеди се усвоени во сите општества, дали законски или морално во свеста на луѓето, ги усвојуваме по природа, зашто Бог го всадил својот закон во секој човек. Секое срце го знае Божиот закон и најчесто се пазат овие 6 заповеди за да се има некој мир и ред во општеството. И така тие зборуваат за такви нешта, зборуваат како едно општество може да биде уредено и да има мир, хармонија и љубов во тоа општество. Тие зборуваат за авторитетот во едно општество, за животот и достоинството на животот, сексуалноста и верноста на бракот, собственоста на имот и имотот на луѓето, по тоа не кради, вистинитоста во зборовите и сведочењето на луѓето, не лажи, и посакувањата и желбите на луѓето. И тоа е сеопфатно, што опфаќа целокупен живот на еден човек. Ние сме луѓе кои што сме подчинети под авторитет, најчесто сме желни да живееме, имаме желба за брак и за семејство, имаме потреба од вистинитост, бидејќи ако се лаже, едно општество ќе пропадне брзо и катастрофално. И имаме посакување. И сето тоа Бог со својот закон го усвојува да ни докаже како треба ние да живееме и како во едно општество можеме
да ги љубиме ближните, пазејќи ги тие заповеди. Но овие заповеди сами по себе, без пазење на тие први 4, како што кажав, не можат да го донесат тој мир и ред во светот. Тие се врзани едни со други. И овие 6 заповеди, ако се прекршуваат, не се прекршуваат само на луѓето. Ние не грешиме само на човекот кога ќе украдиме од некого, кога ќе прелажеме некого. Ние првично и врховно му грешиме на Господ Бог. Како што знаеме од примерот на Давид, тој направи прељуба и уби човек по таа прељуба. Но во Псалм 51, во 4 стих, каде што тој псалм е покајничкиот псалм на Давид за тоа дело што го направи откако пророкот Натан го соочи со неговата вина за грев, во 4 стих вика: тебе, само тебе, ти сгрешив и направив што е зло пред тебе. Ќе бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Тоа тебе му се обраќа на Бог. Гледаме дека секоја заповед прекршена од нас е прекршување на Божиот закон и со тоа правиме престап на еден свет, праведен и добар Бог. Тоа треба да не замисли и на таков начин треба да ги гледаме и овие 6 заповеди, да не мислиме само на луѓето дека им грешиме, туку грешиме примарно на Бог. Денеска со Божја волја, помош Негова, сакам да ја разгледаме таа 5-та заповед, која што е почеток на тие 6. И во 12-тиот стих ни се пишува: почитувај ги твојот татко и твојата мајка, за да ти се продолжат дните на земјата, која ти ја дава Господ, твојот Бог. Ја прочитав истата заповед и во Ефесијаните, 6 глава, 2 стих, но таму гледаме дека е малце подолга. И зошто е така? Од каде цитира апостолот Павле? Па тој цитира од повторените закони или второзаконие, 5 глава, 16 стих, каде одново се кажан истите тие 10 заповеди, и таму читаме: почитувај ги татка си и мајка си, како што Господ твојот Бог ти заповеда, за да живееш долго и за да ти биде добро на земјата што Господ твојот Бог ти ја дава. Го гледаме тоа, за да ти биде добро, ево, второзаконие го нема во Излез, но таа е истата заповед. Да живееме долго и да ни биде добро е ветување ако ја пазиме оваа заповед. И ќе разгледаме најпрво што се подразбира под самата заповед, што е тој збор првичен на заповеден збор, почитувај ги. Ќе видиме што се опфаќа таа заповед, што се бара од нас, што ни е забрането, и ќе увидиме тој поттик или ветувањето по самата заповед. Апостолот Павле, ако добро слушавте, рече дека таа е првата заповед со ветување. И можеби ќе се сетите, во втората заповед имавме исто ветување. Имавме ветување дека Бог ќе покаже милост на илјадници кои го љубат и ги пазат неговите заповеди. И зошто тоаш апостолот Павле вели дека ова е првата со ветување? Па бидејќи тоа ветување е конкретно врзано со таа заповед, 5-та заповед, првата со ветување, а во втората заповед имаме ветување кое што е врзано со сите заповеди. Ако ги пазат сите мои заповеди, тоа е пазат моите заповеди. Тоа е нешто што е врзано со сите заповеди, а ова е конкретно нешто што подразбира дека ние треба да го пазиме тоа што ни се кажува во самата заповед, за да го имаме тоа ветување. Зборот, или тој заповеден збор почитувај, подразбира во самиот јазик и
кај нас, но и во еврејскиот јазик, некој што е напишано на Библијата, подразбира некоја тежина, да се има тежина, да се има сериозност, да се има важност. И тој начин тука зборува таа почит што треба да ја оддаваме е да се гледа на некој човек со важност, со сериозност, дека тој човек има тежина и така да се однесуваме спрема него. Спротивното, секако е некој лесен човек што нема сериозност, секој се шегува, секој ше насекаде распространет, а нема сериозност и нема тежина во неговите зборови. И тука Бог вика: почитувај ги твојот татко и твојата мајка. Значи, најпрво оваа заповед зборува јасно за тој однос на децата кон своите родители, изборува за уважување на родителите, сваќајќи ги сериозно и со длабока почит, и не поради нивна вредност. Тука никаде не кажува ако тие се достојни за да бидат почитувани, или ако има вредност во нив и ти вршат добро. Не, туку кажува заповед да се почитуваат, бидејќи тие ни се родители. И не само тоа, туку, како што прочитавме во Второзаконие, бидејќи тој ни заповеда така, како што Господ твојот Бог ти заповеда. Значи, ние мораме да ги почитуваме нашите родители, сваќајќи ги сериозно и со почит, не поради таа вредност што може би ја имаат, или достоинство, туку поради тоа што тие ни се родители и самиот Бог во неговата промисла одредил ние да бидеме родени во тоа семејство, таму да бидеме изгледани и таму Бог да ни даде благослови и тие луѓе да бидат наши родители, и ние мораме да ги почитуваме и да ги вреднуваме нив. А воедно, можеби ќе помислите, па тука зборува твојот татко и твојата мајка. Редослед. Дека првично таткото треба да се почитува, па после помалце мајката. Но тоа не е така, бидејќи ова заповед се повторува повторно во Левитска, 19 глава, каде што ни се кажува во 3 стих, можеме да прочитаме: бојте се секој од својата мајка и од својот татко. Тука гледаме дека редоследот е сменет. Бојте се секој од својата мајка и од својот татко. Така да Бог тука не зборува во оваа заповед за некое уважување на еден наспроти друг, туку уважување на двајцата родители. Ние имаме двајца родители по природа и не може да имаме само еден. Секако во Божјата промисла може да не имаме присутен родител, но природно ние имаме двајца родители. Мораме да имаме од двајца да бидеме создадени. Така, оваа заповед зборува најпрво нашиот однос со нашите родители. Но во родителите, овде Бог ги вклучува сите човечки односи. Не зборува само за децата кон своите родители, туку зборува и обратно, родителите спрема своите деца, како што видовме апостолот Павле како ја објаснува таа заповед. Кажува и што треба да прават татковците. Зборува во целиот тој текст што го прочитавме и за односот помеѓу сопругот и сопругата. Зборува помеѓу децата и родителите, родителите спрема децата, а потоа зборува и за господарите и робовите, како обострано треба да се однесуваат. И така во првиот природен однос, или како што е наречена основната општествена клетка, семејството, Бог
ни укажува како да се однесуваме во сето општество. И ние сме луѓе кои што за да функционираме, Бог не поставил да бидеме во надредена позиција и подредена позиција. Некои имаат власт над други или авторитет, а некои се покорни на тој авторитет. И тоа го гледаме од таа прва основна клетка во општеството. Семејството тоа добро ни го покажува, иако во денешниот свет, за жал, тоа се извртува и детето е ставано на врвот, наместо да биде подчинето, наместо да биде водено од родителите, да ги почитува родителите го почитуваат детето. Тоа е извртување, випетерување на Божјото Слово и она што е Божи поредок. Треба ние да се отстрануваме од тоа и да сакаме да живееме во тој Божи поредок, онака што Бог има за нас. Така можеме да спомнеме и ќе ги разгледаме сите тие односи што Бог ги поставил во нашите животи и како ние треба да ја пазиме оваа заповед со сите луѓе, дали сопруг и сопруга, дали родители и деца, дали власт, премиер, председател, пратеници во однос со граѓаните, дали старите во однос со помладите, работодавците со работниците, црковните старешини и членовите во црквата. Мора да ги разгледаме сите тие нешта, за да сватиме како во едно општество ние можеме да функционираме, почитувајќи ги оние што Бог ги поставил на нас и оддавајќи им почит и чест, онаму каде што припаѓа почитта и честа. И почитта вклучува љубов, послушност, верност и страхопочит, што тој страхопочит збор разбираме дека е страф и почит, што значи длабоко почитување со страф кон таа личност, која што е поважна или кон некој постар човек. И таа почит ја заслужува секој авторитет, бидејќи авторитетот е слика на Бог и неговиот авторитет. Можеме да погледнеме на еден ваков илустративен начин. Бог има врховен авторитет над се, како еден врховен цар, и како таков цар го делегира својот авторитет на други. И тој авторитет што го имаме ние како луѓе е само делегиран авторитет кој што мора да се покорува на авторитетот што е врховен. Така да Бог не само што бара почит од оние што се подредени, кон оние што се надредени, туку бара оној што има авторитет да го делегира правилно. Треба секој оној што има некаков авторитет во својот живот, дали родител кон своји деца, дали работник кој што има подчинети под него, дали црковен старешина, проповедник, пастир кон своите членови, дали сопруг кон својата сопруга, сите тие треба да го поставуваат својот авторитет и да го бараат она што е само Божјата волја, ништо друго. Не можеме да господариме над другите онака што Бог не бара од нас. Тој авторитет не е апсолутен за ние да правиме што сакаме. Така има еден добар пример, еден црковен старешина нема авторитет на своите членови да им каже какви ролетни треба да изберат во својот дом. Авторитетот на црковниот старешина е во областа на духовните нешта и духовното раководство, и во тоа има авторитет и треба да се почитува.
но никако не треба да се почитува, да се послушува нешто што е во однос на секојдневниот живот, каде што Бог не му дал авторитет да раководи. Така, првично да погледнеме што Бог бара од нас во оваа заповед. И многу е јасно, првично, дека се бара почит. И разбираме што значи зборот почит, вклучува љубов, вклучува послушност, вклучува верност, страхопочит, вклучува исто така грижа и поддршка. Така, Бог најпрво бара децата да бидат покорни на своите родители. Апостолот Павле вика, слушајте ги своите родители во Господа. Значи, секој дете треба да го слуша својот родител. И едно дете нема избор да не послушува. Тоа треба секогаш да го послушува она што таткото или мајката го заповеда. Тоа треба да ги почитува. И сите ние сме биле деца, сите ние сме имале родители и имаме, и треба секој еден од нас да се преиспитаме. Дали ние, нашите родители, сме ги почитувале? Дали ние сме им оддавале почит? Дали ние сме станувале кога тие влегуваат? Дали ние сме ги слушале постојано кога тие зборуваат? Дали ние сме биле желни да го исполниме веднаш она што се бара од нас, или сме сакале да го одложиме тоа што ни се рекло и да речеме за некој време ќе го направам тоа. Не, Бог бара од нас да ги почитуваме родителите и да ги гледаме како наши авторитети, наши водачи во нашиот живот, за да не изградат и да не направат послични на Христос Исус, да не воспитаат, како што ни се вели, во воспитанието и однесувањето на Господа. Тоа е нешто што децата треба да го прават кон своите родители. Дали како деца сме ги сакале нашите родители? Дали сме ги сакале да им кажуваме дека ги сакаме? Дали во нашите дела сме покажувале љубов? Или сме ги вршеле заповедите, но во нашето срце сме биле бунтовни? Може би се сеќавате тоа, ни се кажува во Исаја 29 глава, исто така Исус Христос го искористува во Матеј 15 глава, дека Бог бара од нас не само надворешно да бидеме послушни, туку бара од нас нашето срце да биде послушно, да биде желно да бидеме послушни на нашите родители, како и на нашиот Господ Бог. Видовме дека исто така тој однос сопруг и сопруга, Бог дал авторитет на сопругот да биде глава на едно семејство. Тука имаме подчинетост како послаб сат на жената кон сопругот. И во тој сопружнички однос треба да се има меѓусебна почит и љубов. И сопругата треба да го послушува својот сопруг во нештата што не одат спротивно на Божјата волја. Но исто сопругот треба да се грижи и да ја љуби својата сопруга како Христос црквата. И тоа е големо барање што Бог го има од нас, за да може да функционира тој брак во хармонија, во мир и радост. Исто така, во оваа заповед, кажавме дека власта со граѓаните е опфатена. Во Римјаните 13 глава, првиот стих, Павле вика, секоја душа да им се покорува на претпоставените власти, зашто нема власта да не е од Бога, и колку и да се властите, од Бога се поставени. Во Исаја 49 глава, 23 стих, ни се кажува дека царевите ќе бидат
хранители и доилки на граѓаните, така да ни се укажува на тоа дека тие се наречени татко и мајка во едно општество и ние треба да се покоруваме на тие претпоставени власти, бидејќи Бог го бара тоа од нас. И тоа не подразбира да се покоруваме, да ги послушуваме по нештата што спречуваат од нас да бидеме послушни на Бог. Бог бара од нас да се собираме во недела, да го прославуваме Него, да имаме богослужби и ако државата го забрани тоа од нас, тоа не значи дека ние треба, поради што се претпоставени, да имаме почит кон нив во тоа. Но секако треба ние да ги почитуваме нив, да се молиме за нив, да имаме љубов спрема нив и да го сакаме нивното спасение. И затоа дали се молиме за властите, дали се молиме за нивното спасение, или можеби ги смеваме, или можеби не ги сваќаме сериозно. И тоа е нешто што Бог го бара од нас, ние да ги сваќаме сериозно и да сакаме тие да раководат правилно и праведно во оваа држава и во сите држави, за така да може да се има раст на Христовото царство на земјата, да дојде царството Христово, како што е на небото, така и на земјата. Исто така, Бог бара од младите да ги почитуваат старите. Ни се заповеда во Левитска 19 глава, 32 стих, стани пред седа глава, почитувај го лицето на старецот, бој се од твојот Бог, јас сум Господ. Седа глава, или бела коса, бела глава. Тоа значи дека ние треба да имаме таква почит кон старите, да не ги мислиме сенилни и неважни, туку да гледаме дека Бог им дарил живот и со тоа им дал искуство, со искуството и мудрост. Не секој ја има таа Божја мудрост, но има некој искуство и Бог бара од нас сепак да го почитуваме старецот. Да го почитуваме оној што е повозрасен од нас. Тоа не значи дека ние треба да ги послушаме во секој совет што тие ни го даваат. Имаме и безбожни старци, кои што никако не се помудри од побожни млади, но сепак младиот треба да ги гледа старите како своји родители. Така ни се кажува во 1 Тимотеј, 5 глава, од 1 до 4 стих, каде што Павле укажува на младиот старешина Тимотеј како да ги гледа по старите, да ги гледа со почит, да ги гледа по старите мажи како своји татковци, по старите жени како своји мајки, а по младите сестри да ги гледа како сестри, по младите жени да ги гледа како сестри. Со тоа треба да имаме ние почит кон младите, а старите се должни пак на младите да им ја поставаат својата мудрост, да ги поучуваат, да ги поведуваат по патот Господов, да ги учат на таа побожност, смиреност, да им укажуваат на своето искуство, на своите проблеми, слабости и со тоа да ги поведуваат според она што Бог го бара од нас. Така да и едните и другите треба да се почитуваат, но младите треба да ја покажуваат таа своја почит со тоа што ќе станат пред старите, ќе се поздрават достоинствено, ќе сакаат да слушнат од нив мудрост и ќе сакаат и тие еден ден да станат мудри стари кои што ќе го слават Божјото име. Исто така ни е заповедано тука, како што видовме во Ефесијаните,
тој однос на работници и работодавци. Да, таму пишуваше робови и господари, ние можеме да го примениме во нашиот контекст сега тие работодавци и работници. Работниците треба да бидат послушни на своите работодавци. Газдите треба да се послушуваат и да се прави се она што се бара од нас. И како што кажав, работодавците, исто како и родителите и црковните старешини, немаат власт на целиот наш живот и не можат да ни наредат што да правиме во нашето слободно време, но и како можат да ни наредат што треба да правиме во својата работа. И тоа треба да го послушуваме, и тоа треба да го правиме доброволно, и дури како христијани треба да се стремиме да бидеме најдобри во своите работни места, оддавајќи му слава на Христос Исус. Ни се кажува дека не треба ние да работиме како за луѓе и како пред луѓе, туку за Господ. Бидејќи секоја наша работа е достоинствена пред Бог, ако не е грешна само по себе, секоја работа е достоинствена и нема работа која што е лоша ако не е самата по себе злобна и грешна, како некои грешни работи, но ако е праведна работа, таа е добра и е угодна на Бог и треба ние да сакаме таа работа да ја испрашуваме со сета наша сила, оддавајќи му слава на Бог. И така да го возвишиме Него и да работиме како за Него. Нашата работа не е за тука на земјата. Нашата работа со нашите финансии не се наши, туку се тие дар од Бог за Неговото царство. Така треба да размислуваме со се. Ние не работиме за себе си. Ние го немаме ова тело за себе си. Ние се што имаме, го имаме за Господ Бог. И така и нашата работа треба да работиме на таков начин. А работодавците исто така треба да ги почитуваат своите работници, да не бидат престроги со нив. Во недостатоците да им попуштаат. Љубовта покрива многу гревови. Во сите односи е тоа исто. Сопруг, сопруга, родители, деца, власти, граѓани, работодавци, работници исто така. Газдите не треба да сакаат само за себе си, да не гледаат за себе си, туку да гледаат на работата како работа за Бог исто така и да ги ценат своите вработени. И последен однос што ќе го разгледаме, црковните старешини и членовите. Црквата Бог определил да биде раководена од старешини и тие старешини имаат авторитет во црковниот живот. И секој што е член на една црква е подчинет од авторитетот на своите старешини и како таков подчинет треба да се покорува, да ја сака дисциплината, да ја сака љубовта што му се пружи од старешините и да ги почитува. Во Евреите 13 глава 17 стих и се вели: бидете им послушни на вашите водачи и покорувајте им се, зашто тие бдеат над вашите души, како оние кои ќе одговараат за тоа, за да оправат тоа со радост, а не со воздишки, зашто тоа не би било полезно за вас. Така, браќи и сестри, гледаме дека старешините имаат потреба од нас да бидеме покорни и послушни на нив и ние да им олесниме во нивната работа со нас, бидејќи тие се задолжени и од нив ќе се бара крвта на секој еден член за душата на човекот. И така, ние треба да им помагаме во тоа, да се молиме за нив, да бидеме покорни на дисциплината, на укорот, ако ни се даде,
да сакаме да го примиме тој укор. И како што вика во 141-иот псалм, нека ме удре само праведник. Радост е она што ме укорува. Така да ние треба да го сакаме тој укор од праведниците, а најмногу тоа од старешините, да сакаме да бидеме поведени по патот на праведноста. А исто така црковните старешини не треба да прават тоа како господари над луѓето, туку треба да бидат желни понизно да им служат, како Христос што понизно служеше на црквата и се даде себе си за нас. Тоа е тој однос што Бог го бара од црквата, но и во секојдневниот живот. Со сите тие односи, релации што ги имаме во општествениот живот, ние треба да гледаме така, да се покоруваме, да ги почитуваме, да имаме љубов и желба да бидеме поучени и да бидеме изградени. А во оваа заповед, исто така, ни се забранува тоа занемарување на должностите што ги имаме спрема тие авторитети. Воедно забранува овде Бог тиранизација над своите подредени, оние што имаат авторитет. Не смеат да господарат злобно над оние што се подчинети и непочитувањето еден спрема друг. Бидејќи оваа заповед исто така зборува и за релациите на еднаквите луѓе, на оние кои што немаат однос на авторитет и подчинет, туку имаат еднаков однос еден спрема друг. И за жал, човекот во паднатата состојба секогаш го отфрла авторитетот. Секогаш сакаме да бидеме ние господари над другите, другите никогаш да не господарат над нас. И тоа е гревот во нас. А Бог бара од нас во едно општество да се научиме како треба да се подчинуваме на други, за да можеме на крај да се подчиниме целосно на Божјата волја. И авторитетот Божи е она што се гледа во авторитетите на оваа земја. И навистина е жално во едно општество кога се отфрла секаков авторитет. И гледаме во нашата држава дека тоа се случува се повеќе и повеќе. Не се почитува никакви правила, не се почитува никаков авторитет. Секој си оди по своето и си го следи своето срце, како што ние во Библијата во Судии, од времето на судиите, секој правеше што сакаше. Тоа е грешно, браќи и сестри. Ние мора да сакаме да бидеме подредени, да бидеме понизни, бидејќи самиот Христос ни го даде тој пример на понизност. Тој зеде тело човечко и се понизи дури до смрт на крст. Зошто? За ние да бидеме слични на Него. И ние, сваќајќи Неговата понизност, и ние да бидеме понизни. Бог ни го забранува сето тоа спротивното на оно што го бара од нас. Не смееме да се исмејуваме со своите родители, со своите учители, со својот сопруг или сопруга. Не смееме да се исмеваме со старите, со старешините, со властите, никако. Тоа е грешно пред Бог. И ние во оваа заповед треба да вршиме спротивното од тоа. Оваа држава е држава каде што има сеир, преголем сеир со се во овој свет, но тоа не ни дозволува и ние да се вклучиме во тој сеир, да се исмеваме со оние кои што се предпоставени и да сакаме да ги оговараме, туку треба во љубов да сакаме да зборуваме најдоброто за нив
и да сакаме тие да го познаат Господ Бог, како што кажав. И секое занемарување на должностите спрема нашите авторитети, Бог го казнува на еден или на друг начин. Дали знаете која беше казната во Стариот Завет за против оваа заповед? Казната беше смрт. Можеме да прочитаме неколку текстови. Можеме одма од 21-та глава на оваа книга во Излез до 15-тиот стих да прочитаме: кој ќе ги удри својот татко или својата мајка, нека биде казнет со смрт. Потоа можеме да прочитаме исто така во Второзаконие, 21-та глава, од 18-тиот стих до 21-тиот. Ако некој има опак и непокорен син, кој не сака да ги слуша ни таткото ни мајката, па ни тогаш, откако ќе го казнат, неговиот татко и неговата мајка, нека го одведат при старешините на својот град, при вратата на своето место, и нека им речат на градските старешини: ој наш син е опак и непокорен, не сака да не слуша, ништожник е и пијаница. Потоа сите луѓе, неговите сограѓани, нека го опсипат со камења додека не загине. Така ќе го откорнеш злото од својата средина. Сиот Израел ќе очуе тоа и ќе се бои. Исто така уште еден текст ќе прочитаме во Изреки, 30-та глава, 17-тиот стих. Каде што ни се вели: окото што му се подсмева на таткото и одречува послушност на мајката, ќе го исколваат поточните гаврани и ќе го изедат млади орли. И се покажува тука, во сериозноста на казната, ни се покажува и сериозноста на оваа заповед. Бог бара од нас да го правиме она што ни е заповедано, да ги почитуваме своите родители, и во тоа сите овие односи што ги набројав, поедно и ни го забранува непочитувањето. И непочитувањето во Стариот Завет носеше смрт, физичка смрт. Но непочитувањето денес на нашите родители носи уште поголема смрт. А тоа е вечната смрт, вечниот пекол и одвоеност од Бог. Треба да се запрашуваме дали ние во нашиот христијански живот ја следиме оваа заповед. Дали го правиме она што се бара од нас, дали го рекуваме она што ни е забрането и ги вршиме делата праведни кои што Бог ги бара од нас. Бидејќи ако не, тогаш Бог како ќе не казни. И ако во тоа време таа казна беше смрт и покажува сериозност за едно општество, што заслужува едно општество како нашето, што родителите се деца, а децата се родители веќе, каде што работникот си го бара само своето и не сака да се покори да служи, каде што граѓаните само се исмеваат со своите власти кои што тие ги избрале, каде што младите немаат никаква почит за старите и не стануваат ни во автобусите, ни во јавноста да ги поздрават и да покажат почит. Што заслужува едно вакво општество? Навистина е страшно да се размислува колку ние сме западнале далеко од она што Бог го бара од нас. Но фала му и слава му него што ние имаме застапник, ние имаме некој што совршено ги запази сите заповеди, вклучително и оваа. И затоа и јасно ни се кажува во Лука
2 глава, 51 стих, ни се кажува за послушноста Христова кон своите родители. И вика, и слезе со нив и дојде во Назарет и им беше послушен. Тука гледаме дека Христос, иако врховен авторитет над сите, се понизи себе си и се покори и беше послушен на оној делегиран авторитет на своите родители. А гледаме и понатаму и баш ќе слушаме проповед во наредните месеци за 19 глава од Јован, каде што Исус ја предава својата мајка на својот ученик, да се грижи за неја. Тоа е нашата заповед исто така. Можеби имаме возрастни родители кои што имаат потреба од нас. И ние не треба да ги занемариме воопшто нашите родители, туку треба да им укажуваме почит во тоа што ќе се грижиме за нив, ќе снабдуваме ако се во голема потреба и ќе ги љубиме со тоа. Читаме во 19 глава од Јован 26 стих, каде што ти се вика Исус, што ми ја виде мајка си и покрај неја ученикот кога го љубеше и рече на мајка си, жено, ете ти син. Потоа му рече на ученикот, ете ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде при себе. Гледаме дека таа љубов што ја има Христос за своите родители ја искажува дури и на крстот. Во своето страдање сепак се грижи за своите ближни, се грижи за доброто на својата мајка. А ни се кажува во 1 Тимотеј 5 глава, 8 стих, ако некој не се грижи за своите, особено за домашните, се одрекол од верата и е полош од оној кој не верува. Дали ние се грижиме за оние кои што ни се ближни? Дали ние се грижиме за нашите родители и сакаме нашите родители да го имаат она што им е неопходно, за да можат да живеат на земјата? И за ова пазење на оваа заповед Бог ни ветува едно прекрасно ветување. Читаме, за да ти се продолжат дните на земјата, која ти ја дава Господ, твојот Бог. Или, како што прочитавме во Второ законие и во Ефесијаните, за да живееш долго и за да ти биде добро на земјата. Нашето почитување на нашите родители и почитување на секој авторитет носи по Божја милост добрина во нашиот живот и долг живот. Секој сака да живее долго. Секој сака да проживее, да ги виде синовите на своите синови. Да виде внуци, а и правнуци. Зошто? Бидејќи го сакаме животот. Сме родени за да живееме. И тоа вечно да живееме. И во нас е таа потреба за живот. И Бог толку е милостив, што и во оваа заповед на една основна почит, што треба да ја оддаваме кон сите луѓе, ни дава такво ветување дека ќе ни се продолжат дните на земјата. Но можеби ќе речете дека животот на овој свет може да биде и мачен, тегобен. И тоа е така. И затоа ова ветување што Бог ни го дава е првично на израелците, за да живеете на земјата која Бог ја дава, во ханаанската земја, земјата што Бог им ја ветил, им ја дал на израелците и одзеде од нив. Но секако ова ветување може да се примени и за нас, бидејќи апостолот Павле го применува за нас и не го кажува земјата која што ти ја дава Господ твојот Бог, туку долг живот на земјата, општа. Но секако Бог ни го дава долгиот живот
но и со тоа, како што видовме, ни дава и добар живот во ветувањето. И ова не е апсолутно ветување, дека на секој еден му даде добар живот, туку има услов во тоа, ако е по Божја волја секако, и ако е за доброто наше и за Негова слава. Не е ако е за наше лошо и ако не му носи слава, ако ние почнеме да се оддалечуваме од Него и ако ние го одрекуваме Него, тоа никако не значи дека тоа е за доброто наше и за Негова слава и дека ни го дава ова ветување. Тоа не е добро. И некогаш, исто така не се кажува во Исаија, дека Бог не спречува да живееме долго, за да не заштити од неволји. Не заштитува од неволјите кои што доаѓаат. Но воедно ни го дава ова ветување на некој да поживееме подолго и ни дава и добар живот. Ни дава нешто што го сакаме тука на земјата, ни дава деца, внуци, правнуци и способност да размислуваме се уште и да се движиме добро и за да го прославиме Бог. Но крајно, и тоа не е апсолутно, току ова ветување Господ Бог го дава на секој еден што е наследник на Христос Исус, Негов сонаследник, и му го дава во вечната земја, која што е ветена на секој еден кој што верува во Христос Исус. Ние сме Негови и ние припаѓаме на Христос Исус и тој како прв што воскресна и ние на крај ќе воскреснеме со Него, ќе наследиме таа вечна земја. Но секако треба и ние да бидеме луѓе кои што ќе ги почитуваме властите, кои што ќе ги почитуваме нашите родители, ќе ги почитуваме старите, нашите старешини, сите оние кои што Бог ни ги дал како наш авторитет, за да можеме да вкусиме таа вечна земја, во вечното присуство Божјо, живејќи долго, вечно и добро во Неговото присуство. Така да се запрашаме и овој ден, како стоиме со нашите родители, како стоиме со сите луѓе што беа набројани. Ако нашиот однос е хаотичен и имаме дисхармонија во нашите животи, да се покаеме и да го бараме Бог, да бараме прошка од Бог првично, како што кажав, и оваа заповед е престап кон Него, ако не ја послушуваме, но да бараме и прошка од нашите родители, нашите ближни и да пробаме со Божјата помош да ја пазиме оваа заповед. Да се помолиме. Господи Боже наш, фала Ти што Ти си милостив спрема нас и за тоа што Ти во Христос Исус даваш да вкусиме Твојата добрина. Фала Ти што во Него имаме своја праведност. Фала Ти што Ти не очистуваш од нашите гревови. Признаваме дека сме грешни, дека секој еден од нас ја прекршил оваа заповед и сме далеку од таа правда што ние треба да ја имаме, но Те молиме Ти облечи во праведноста Христова, оној кој што ги послушувал своите родители, беше покорен на властите кои што Ти ги даде, за да не очисти од нашите гревови, да ни даде вечен живот. Се молиме, дај ни покорност и желба да се покоруваме и да ги почитуваме сите луѓе, за да живееме во мир, и Те молиме Ти раководи со нас, за да Ти оддаваме Тебе слава. Те молиме, спремај не, за да ја наследиме таа вечна земја. Прави не посвети и послични на Христос Исус и во овој ден
и биди милостив спрема нас во името Христово. Амин.